Благодарам, почитувани екселенции, почитувани присутни дами и господа, почитувани представници на медиумите. Модерниот свет нема никаква дилема дека транснационалниот организиран криминал е реална, објективна закана со огромен потенцијал да предизвика сериозни како национални, така и широки глобални безбедностни импликации. Дотолку повеќе што организираниот криминал, кој што по својата природа на делување не познава никакви граници, има евидентни коруптивни елементи кои пак имаат моќ да ги девастираат институциите на системот, да ја подкопаат довербата во нив, па дури целокупниот правен поредок на општеството. Оттаму сосема е разбирливо што потребата од сериозно и всеопфатно спротивставување кон заканата од транснационалниот организиран криминал е високо позиционирана на листата на безбедностни приоритети и во национални, меѓутоа и во меѓународни рамки. При тоа сите ние преку собствените, но и преку заедничките искуства се уверивме дека против оваа комплексна безбедностна закана можеме да имаме долгорочни ефекти и резултати само ако таа борба почива на заедничка, нормативно и оперативно регулирана соработка и координација. Од аспект на националната безбедност, организираниот криминал и за Република Северна Македонија представува сериозен предизвик со кој што се справуваме. Организирани криминални групи, како што впрочем покажуваат искуствата во останатите земји, се многу прилагодливи на брзите нормативни и техничко-технолошки промени и општествени трендови, вешто користејќи ги, злоупотребувајќи ги сите можности кои што ги носат и развојот и напредокот на општеството. Неспорно е дека подобрата поврзаност, разотвиената сообраќајна инфраструктура, визната либерализација, укинувањето на бариерите за движење, брзо и слободно движење на луѓе, стоки и услуги, намалување на рестрикции за движење на капиталот како во реалниот, така и во виртуелниот свет, забрзаната дигитализација на процесите во секојдневното живење и редица други дострели во развојот на државите истовремено вијат и брз подинамични и разнообразни трансформации на делувањето на организираните криминални групи. Тоа пак само по себе представува императив за органите за спроведување на закон. Во такви околности, борбата против организираниот и сериозен криминал, како на национално, така и на регионално или пошироко меѓународно ниво, бара постојано следење, проценка, прилагодување, надградување на концептите и методологиите за спротивставување на овие предизвици. Модерните политички системи се повеќе во себе го инкорпорираат проактивниот модел на делување, во кој политичкото работење е водено од информации, врз основа на кои се носат одлуки, со тенденција за воспоставување на систем и методологија за рано предупредување, чија крајна цел е превенција, контрола и брз одговор на борбата за спречување на криминалот и надминување на сите безбедностни предизвици. Од 2007 година Македонија е подписничка на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата и можеме да се пофалиме со одлична законска регулатива за успешно спречување на корупцијата како на репресивен, така и на превентивен план, а исто така како што можеме да се укажеме и на недоследна примена на сите овие законски решенија кои што ги имаме во сите сегменти, и во судството, и во обвинителството, и во рамките на органите за спроведување на закон. Исто така, нашата држава е членка на групата држави против корупција ГРЕКО од 2000 година. Најважни инструменти во надминувањето на законодавната рамка за борба против корупцијата се опфатени со ратификацијата на двете конвенции на Советот на Европа, Конвенцијата за кривично право против корупцијата од 1999 година и Конвенцијата за граѓанско право против корупцијата од 2002 година, како и дополнителниот протокол на Конвенцијата за кривично право против корупцијата од 2005 година. Имаме тврста политичка волја, развиена јавна свест за интензивна и континуирана борба против организираниот криминал и во овој контекст, од страна на Република Северна Македонија се прават напори
со подршка и соработка со меѓународните институции за развој на ефикасни правни стандарди и воспоставување на специализирани институции за сузбивање на овој вид на криминал, како и за побрза и поефикасна размена на информации на билатерална и мултилатерална основа, што исто така е особено значење за борбата против организираниот криминал и корупција. Во овој контекст сакам да истакнам дека сме длабоко свесни за важноста од подпишувањето на меѓународните договори во насока на развивање и на заеднување на меѓународната соработка. Тоа представува приоритет врз основа на кој се надградува безбедносната и политичката стабилност на државите во Европа. Безбедносните закани со кои се соочува Македонија се идентични на заканите во земјите од Балканскиот регион, но и во земјите на Европската унија. И токму ова наложува нови форми на соработка и заедничко действување. Се разбира, вклучително и во сферата на организираниот криминал и неговите импликации во поглед на корупција. Всушност, корупцијата не е само најпрепознатлива карактеристика на организираниот криминал, туку и негов најефикасен инструмент кој што го овозможува широкиот опсег на нелегални активности во рамки на организираниот и сериозен криминал. Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, е една од клучните алки во тој систем за сузбивање на организиран криминал и за справувањето со корупција. Всушност, полицијата заедно со истражно-правосудните инстанции треба да се онај ненадменлив, беден, способен во континуитет да ги заштитува правниот поредок, институциите и граѓаните од сите опасности на организиран криминал и корупција. Низата на реформски запати што ги презедовме во изминатите 2 години, почнувајќи од реформите во безбедносните служби, па се до нормативните предлози од правосудната сфера, имаат за цел не само да не поместат мртва точка на која што сме, за жал, и на која што стоевме во изминатите десетина и повеќе години, туку истовремено да биде еден силен замаец за натаможното продолжување на реформите во сите овие институции. Напоредно со ова интензивно се ангажираме во сите полезни и меѓународни активности од областта на заедничката безбедност и безбедностна превенција, не само поради стигнување на нови квалитетни искуства, туку и заради доследно пренесување на тие добри практики и овде во нашиот систем. Организираниот криминал и корупција, што тоа генерира се прилично жива, динамична материја, која што е екстремно прилагодлива и инвентивна во своите нелегални цели и затоа основата на борбата со вакви појави се динамични, надградливи, ефикасни и функционални стратегии со цел да имаме добри резултати како на високо и стабилно ниво на општествената безбедност. Покрај се тоа, наистина се потребни и силни институции со високо професионални кадри со еден целосен интегритет и целиот тој систем на реформи мора да биде завршен во сите институции на овој систем. И сега од оваа дистанца на време, од овие моменти во кои што се наоѓа Македонија, мислам дека на сите вас е јасно зошто некаде од декември минатата година почнувам отворено да говорам против постапките во обвинителството и во судството. И ако тоа што го правиме во рамките на чистење на еден двор, а тоа е во рамките на безбедноста, не се направи да ги чистиме сите дворови и да дојдат луѓе со интегритет и луѓе кои што нема да бидат заштитени, тогаш можеме да кажеме дека ќе имаме успешна борба против криминал и корупција. Јас сакам да охрабрам честни обвинители и честни суди да покренеме постапки против сите функционери во законодавната, во извршната, меѓутоа и во судската власт.